Шалом на сите, верувам дека сте добри. Решив да го испијам мојот чај заедно со вас и да си ги споделам некои од моите мисли. Во овој период, не знам колку вие сте свесни, меѓутоа целото човештво навлегува во една нова религија. И таа религија, предмет на тоа обожување во таа религија е самиот човек, односно самиот егоизам на човекот, суетата човечка, издигнувањето на она што луѓето го прават. И наместо да се покорат на Бога, тие се покоруваат на создаденото, а не на оној кој што создава. Токму затоа сакам да ве потсетам да внимавате да не бидете прелажани, бидејќи токму тоа ќе се случува во последното време. Имено луѓето ќе бидат заблудени и нема да забележат дека се отклониле од патот кој што е Христос. А како тоа ќе се случи? Ќе се случи со заблудување. И едно од тие заблуди е увереност, мотивација, ти можеш, ти ќе успееш, самоубедување и различни техники кои што се израз на мотивациони говори и така натаму, кои што ве билдаат со самодоверба да се потпрете на себе си за да преуспевате. Но на тој начин тоа ве потикнува да зависите од себе си, а не од Бога. И заради тоа е погрешно. Тоа е ерес, тоа е хула кон Бога. Ние сме зависни од Бога, ние не можеме без Бога. А кога сме веќе кај Господ и кога веќе зборуваме за Христос и за она кое што Тој ни го даде, си спомнувам за Евангелие по Матеј 25 глава. Мислам дека и вие дека си припомнувате за оние примери кои што се дадени во 25 глава на Евангелие по Матеј, поврзани со примерите со девицата, со девиците, 10 девици, 5 разумни, 5 неразумни. Се сеќавате, верувам. Дали сите девици кои го чекаа младоженецот влегоа на свадбата? Не. Сите имаа светилки, но 5 од нив немаа масло за горење и го пропуштија доаѓањето на младоженецот. Тие беа неразумни. Соодветно не влегоа ниту на свадбата. Така ќе биде и со христијаните. Не сите ќе влезат на свадбата. Зошто? Бидејќи некои од вас немате доволна потреба од Бога, некои сте со се задоволени, се потпирате на себе си и супер си го менаџирате животот. Убаво е да ви одат нештата во животот, но тоа е пак Божји благослов, не ваш труд. Некои од вас имате потреба од припадност во заедница, но немате сврзано со Исус и тоа треба да го разберете. Задачата не ми е да ве разубедам, да ви нафрлам сомнеш, туку да не бидете само праведни и само доволни, наместо тоа да сте понизни, со кротко срце, да се испитате и да видите дали сте за друг загрижени, освен за себе и своите членови од семејството. Имате ли вие љубов за другите како што Христос ја сака црквата? Ако сте со Христос, љубовта ќе ви биде плодот. И тој плод ќе се гледа на дело, ќе се гледа кон сите, нема да биде егоизам. Таа Исусова љубов носи плодност, со верност во довереното, во она што Исус ви го довери, ви го даде Бог. И затоа Исус потоа ја раскажува и параболата за слугите и талантите. Едниот, имаше му даде 5 таланти, тој ги умножи во 10, другиот 2, па ги умножи исто така. Меѓутоа имаше и трет слуга кој што заработи укор дека е бесполезен слуга, кој што ќе заврши во темнина место на плач и чкртање со заби. И многумина велат дека веруваат во Исус, дека го познаваат, но немаат љубов и срцето им е изладено. И јас тоа го гледам и го доживувам на своја кожа, но фала му на Бога што научив да зависам од Бог, исто така што можам отворено да зборувам без да заобиколувам и да не ги чешам ушите на луѓето, односно да не ласкам за да придобијам нешто. Јас ви се обраќам заради тоа што Исус доаѓа и ќе не подели. Едните ќе бидеме од десно овците, кои што се праведниците, и козите од левата страна. Но поделбата е веќе започната. И оваа поделба јас лично како пастор ја искусувам, но пред се ме радуваат оние луѓе и верници
со кој што јас порано немав прилика да бидам близок, а сега сме блиски и се силно охрабрување и освежување за мене. Исус рече во 25 глава од Матеј: Потоа царот ќе им се обрати на оние од левата страна: бегајте од мене, вие клетници, одете во вечниот оган подготвен за ѓаволот и за неговите ангели, зашто кога бев гладен, вие не ми дадовте да јадам, кога бев жеден, не ми дадовте да се напијам, кога бев патник, не ме прибравте, кога бев без облека, не ме облековте, кога бев болен и в затвор, вие не ме посетивте. Тогаш и тие ќе му речат: Господе, кога сме те виделе гладен или жеден, како патник или без облека, болен или во затвор, па не сме ти помогнале? А тој ќе им одговори: Штом не сте направиле ништо за еден од моите најмали луѓе, не сте направиле ни за мене. Потоа Исус заклучи: овие луѓе ќе добијат вечна казна, а праведниците вечен живот. Амин. Значи, во трите примери, со девиците, со талантите и со овците и козите, кога ќе бидат поделени луѓето на една и на друга страна, во трите примери од Евангелие по Мате 25 глава, разбираме дека не сите ќе бидат грабнати кога Исус ќе дојде да ја земе црквата. Затоа моите очекувања се да имаме взаемна љубов, да имаме единство. И јас како пастор имам право да го очекувам тоа од црквата и верниците. Не е доцна. Вратете се на првата љубов. Во времето кога туку што почнавте да ги вкусувате благословите од Бога по Негова милост. Во периодот кога немавте мир, кога немавте ништо, кога немавте стабилност, кога не се познававте себе си, кога немавте ништо, сетете се за сето она што Бог го направи за вас. Бидете благодарни за сето тоа. Чувствувајте го тоа во вашето срце и ако имате таков баланс во животот или комфорт или благослов, сето тоа препишете го на Бога и на неговата милост врз вас. Но ако сте помилувани, делете таа милост, делете ги вашите добра, делете го сето она што го имате, вашиот мир, вашите мисли, вашето време, поделете го со браќата и со сестрите, барем толку можете. Јас ви благодарам на сите вас, блиски пријатели, кои што не ми се јавивте во овој период. Односно, сум благодарен за тоа, заради тоа што посветив, се прашував зошто на одредени луѓе посветив повеќе внимание и време во текот на моето минато, а истите тие потоа ги нема, а на оние луѓе на кои што не сум посветил толку внимание и време, сепак тие луѓе се тука. И мислев дека е проблемот до погрешна проценка на нештата, на карактерите. Сепак разбрав дека Бог ме повикал да покажам пример онаму каде што навистина било потребно луѓето да видат пример на љубов, на пријателство, на искреност. Може би сум повредил некого, но јас за тоа многу пати сум се покајал и сите сме луѓе. И секој може да сгреши. Сепак сето ова кое што го зборувам заради тоа што ако ние не се чувствуваме како фамилија, како органи во Христовото тело, ако не градиме такви релации помеѓу себе, тогаш како ќе биде кога ќе бидеме во вечноста со Христос? Дали тогаш ќе зборувате за вашите достигнувања, за вашите клиенти, за вашите бизниси, за вашите дипломи, или за вашите проблеми, или за вашите агонии? Јас сум многу благодарен на Бога за тоа што ми дава да ја потикнувам љубовта кај луѓето. Но исто така и да посочувам кога таа љубов е лицемерна, односно кога не се изразува. И јас би сакал да ве поттикнам сите вие кои што сте заборавиле на браќите и сестрите. Јавете им се, поздравете ги, помолете се за нив, благословете ги. Правете добро, за тоа сте повикани. Вие вкусите од Бог кој што е добар и можете да бидете добри ако сакате. Не дозволувајте светот да ве помрачи. Не дозволувајте да престанете да светите со Христовата светлина.
Не дозволувате да паѓате на шоу бизнис, ентертајмент, специјални ефекти и различни други технолошки достигнувања, научни фантастики, рационални расудувања и различни други филозофии кои што се пласираат во етерот. Тргнете се од етерот. Бидете со царот кој што е цар над се, над целата вселена. А тоа е Господ Исус Христос. Јас ви посакувам убава вечер и да пиете чај со Божји мир и се разбира во Божјото присуство. Ви благословувам во името на Господ Исус Христос и ви посакувам мирот Божји да ви исполнува, да имате подлабоки разбирање за неговата, за Божјата љубов, која што е совршена, која што трансформира, која што обновува. Шалом.